Окей. Добро, значи продолжуваме, мене ми беше редот. Ова е предмет од судирот на интереси 09 7419. Предметот што е заведен под овој број е по пријава од познат подносител, кој до ДКСК се има обратено со пријава против актуелниот државен јавен обвинител. И прво предметот, бидејќи беше насловен со содржина која алудираше на корупција, беше заведен во оделението за корупција. Потоа, кога ја проучивме содржината, видовме дека станува збор за предпоставка за можен судир на интереси и потоа е префрлен во оделението за судир на интереси. И зашто станува збор? Од страна на познат подносител доставена е пријава против актуелниот државен јавен обвинител и пријавителот, обвинител од основното јавно обвинителство Охрид, во пријавата наведува дека добил сознанија дека во основното јавно обвинителство Охрид била доставена одлука донесена од јавниот обвинител на Република Северна Македонија за негово оддалечување од работното место. Оваа одлука не била доставена до него, бидејќи во тој период бил на боледување. Пријавителот смета дека со донесување на одлука за оддалечување од работно место, јавниот обвинител на Република Северна Македонија се довел во состојба на судир на интереси, бидејќи истиот, како и кандидатот, како кандидат за избор за уставен судија, имал приватен интерес да го депласира пријавителот како негов против кандидат во постапката за избор на уставни суди. По разгледувањето на наводите од пријавата, кои се однесуваат на судир на јавниот обвинител, судир на интереси на јавниот обвинител на Република Северна Македонија, ДКСК не може да утврди дека постапувањето на јавниот обвинител во конкретната ситуација представува состојба на судир на интереси во смисла на одредбите од нашиот закон, а тоа значи член 2 став 3 од законот, кој гласи: под судир на интереси се подразбира состојба во која службеното лице има приватен интерес што влијае или може да влијае врз непристрасното вршење на неговите јавни овластувања или службени должности. Поаѓајќи од наведената одредба, Државната комисија не може да утврди поврзаност на кандидатурите за уставен судија на државниот обвинител и на јавниот обвинител од основното јавно обвинителство од Охрид. Со наводите за постоење судир на интереси при донесување на одлука за времено оддалечување согласно позитивните законски прописи кои се однесуваат на работењето на јавните обвинители. Кандидатурата за уставен судија не е поврзана со вршењето на јавните овластувања и службените должности на службеното лице државен јавен обвинител. Од тие причини, бидејќи не е преземено ниедно дејствие кон надвор, сета документација што ја приложивме кон предметот е одработена во нашата институција, така да, бидејќи нема основи, не се утврдува постоење на судир на интереси по конкретната пријава, истата предлагам да се отврли, а предметот да се затвори и архивира. Добро, предлогот на Совче оставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека предлогот е усвоен. Одиме понатамо. Шем се пушти си о микрофонот. Добар ден. Ваќе предметот број 09 6182. Инаку предметот претходно бил заведен под број 1245-12 во оделението за спречување на корупција, но со оглед на содржината, со службена белешка е префрлено во оделението за
Судир. спречување на судирни интереси. Во пријавата фактички е поднесена од познат подносител, а во неа и таа е поднесена против еден поранешен директор на едно средно училиште во Скопје, градот Скопје, со наводи дека тој за време на неговата вршење должност како директор ја вработил својата сопруга и подпишал договорот за вработување. Значи не се изземал во таа поставка. Ние податоците што ни има доставено и по разгледување во Централниот регистар констатиравме дека директорот веќе не е директор и дека тој е на 15.4.2019 година е разрешен од функција директор и вработувањата по однос на доставената пријава и документација и податоците што ги има во неја се работи за склучување на договор за неопределено време со неговата сопруга, но во време на школската година 2011-2012 година. Значи се работи за многу поранешна случка, а и директорот веќе не е директор, фактички е променета фактичка состојба. Не сме ни во можност, пошто се поминати повеќе од 2 години, не сме во можност да изречеме прекршош на некоја глоба заради тоа што не се иззема при подпишување, така да предлогот е пријавата се отфрла, пошто немаме барема податоци, сите податоци беа веќе доставени и од Централна регистар што го разгледавме директно. Значи, пријавата се отфрла и предлогот се активира. Предлогот на Шемси го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека истиот е усвоен. Горан? 12.10.25, пријавата од непознат сторител. Во пријавата се наоѓа дека физичко лице било вработено во едно министерство и бил член на совет. Нема никакви податоци, односно предлогот ќе биде да се отфрли, односно безпредметно, дека тој што не доаѓал на работа во министерството го качува законот за работни односи. Но од ова пријава му следи го, че советник тој треба да му даде. Дека не разбрав како? Кој бил тој? Тој е советник, во исто време и запослен во министерство. А каде е советник? Совет. Каде е? Си е советник, мало вработен и нему наводно дека не присуствувал на работа кога бил на совет. А советник во општина? Да. Ама треба да извести. Тој известил све, ама ова е тенденциозно, нема ништо анонимно, ништо нема. Не присуствувал на работа кога бил член на совет. Одел на седници на совет. Па тоа не разбрав ја кај бил советник. Да, меѓутоа по закон институциите се должни да ги ослободат вработените во случаи кога се избрани членови во совет на. Ама треба да извести он кога има седница. Како секако. Не тој пола се така, не е само тој. Да, не е само. Пола се сите, да. Ова се гледа тенденциозно, 2 реда. Го кажа законот за работни односи. Така е. Затоа не треба партиски луѓе по администрација. Така е. Мора да си кажам. Ајде, предлогот на Горан го ставам на гласање, кој е за? Констатирам дека предлогот е усвоен. Одиме понатаму, Нури. Предмет број 12.41.76. Предметот е оформен по пријава доставена од непознат подносител со наводи за доделување на тендери за превоз на една приватна фирма од Неготино и се бара поведување на постапка против наведеното правно лице. Во пријавата се содржани општи наводи без посочување на конкретни личности и активности и нема јасни наводи или укажувања за незаконитости или недозволени действија од страна на службени лица при вршењето на јавните овластувања и службената должност. Така што ние немаме надмежност
спрема приватните правни лица или правните лица во приватна собственост. Така што ова пријава предлагам да се отфрли, предметот да се затвори и архивира. Добро. Предлогот за сам на гласање, кој е за? Констатирам предлогот е усвоен. Ајде, Кате. Предмет број 12-4029. Ова е изборна пријава доставена за време на локалните избори. Ние постапивме навремено и добивме информации, меѓутоа не дојде ред порано да се затвори овој предмет. Од причина што најдовме дека наводите во пријавата се неосновани. Зашто се работи во пријавата, известено е, беа повеќе пријави доставени од представник на една политичка партија, учесник во изборите, со повеќе наводи за случувања во општина Струга, дека одредени функционери на јавни предпријатија, на органи на општината, како и во самата општина, незаконски во изборен период се случувале повеќе активности. Една од тие пријави е и ова со наводи дека во јавното предпријатие повеќе лица биле вработени за време на изборниот период, дека се склучени, дека сите тие се ангажирани со договори на дело времено и дека сето тоа е во функција на добивање на повеќе гласови. Ние нормално се обративме до јавното предпријатие кое што посочено во пријавата, побаравме одговор на сите прашања да ни достават документи во однос на наводите и од она што беше кажано пред се доставивме барање до Министерството за труд и социјална политика да изврши увид во состојбата во наведеното јавно предпријатие и ни беше доставен извештај. Од самиот извештај се гледа дека е наведено дека на вистина во тој период има вработено лица со договор на дело, меѓутоа тие лица континуирано во текот на цела година се ангажираат секој месец, нивниот број варира од 30 до 32, 34 во зависност од моменталните потреби, дека сето тоа е во функција на потребите на јавното предпријатие, поради мал број на вработени, поради летна сезона, поради туристичките големениот број на туристи, зголемена е потребата од редовно одржување на хигиената во градот и затоа лицата се ангажирани. По таа причина најдовме дека нема основи за натамошно постапување, дека наводите не се потврдени, поради што предлагам постапувањето да се запре поради непотврдени наводи. Во овој случај немаме ни повреда на изборниот законник, бидејќи сето тоа е времено и со одредена намена. Добро. Предлогот на Кате го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека предлогот е усвоен. Ајде, Сопче. Благодарам. Број 12, 1582. Оваа пријава е поднесена од познат подносител со посредство, да речем, на Хелсиншкиот комитет, каде што се обратил подносителот на пријавата. Имено за што станува збор, ова е за спроведување на оглас за вработување во подрачната единица на Македонски шуми во Македонски Брод. Станува збор за оглас на кој што се јавил подносителот на пријавата и не бил избран, зашто искажувајќи ја своето сомневање, односно го оспорил огласот и приемот на останатите 20 кандидати. Ова трае малце подолго. Станува збор за огласи што се спроведувани во 18-та, 19-та и 20-та година. На два наврати човекот учествувал на огласот, не бил приман, но не оставил да се тоа да помине без реакција и ги поднел правните лекови, ги искористил правните лекови што му стојат на располагање. Незадоволен, значи, од исходната постапката, против одлуката за избор повел постапка пред Државната комисија за одлучување во втор степен и истата донела решение од својата надлежност. Потоа,
во периодот од 18 до 20 постапил и Државниот инспекторат за труд по барање на пријавителот и тоа во неколку наврати при што извршил вореден инспекцијски надзор по однос на предметната постапка за вработување, а за утврдените состојби и констатации неправилности издал соодветни решенија со кои го задолжил субјектот да постапи по насоките, односно решенијата кои се донесени. Во врска со предметната постапка се водела и судска постапка. Заведе судски спор пред Основниот суд во Кичево по тужба на подносителот, во која била донесена пресуда, а тужениот, правниот субјект за кој станува збор, се задолжен да постапи по истата. Значи, со други зборови само го нагласувам тоа дека постапувале надлежните органи. Не е оставено да не постапуваат надлежните органи, тоа е постапувано во рокови кои што се врзани со работни спорови. И згоре на тоа, во нашето постапување во комисијата извршена е проверка во евиденцијата на ДКСК и дојдено до сознание дека во Оделението за судирни интереси бил оформен предмет со број 094259 во 19 година по пријава за судирни интереси доставена од страна на истиот подносител, во која се изнесени истите предметни наводи. Предметот бил распореден и на 36-та седница, 20 година, овој предмет е донесена одлука со која, согласно нашите одредби, се запира постапувањето, поради што бидејќи не било утврдено влијание во постапката за вработување. И тој предмет е, значи, со истата содржина е затворен како таков, запрено е стари постапувањето. Од горе наведеното, значи, констатираме дека ние и да сакаме, нема што посебно да преземаме затоа што постапувале надлежните органи. Трудовиот инспекторат, суд, второстепена комисија за жалби по одлуки во втор степен, така да и овој предмет и оваа пријава предлагам да работењето по овој предмет предлагам да се запре, бидејќи нема што да преземаме. Тоа е. Подносителот ги искористил понудените правни лекови и се обратил и до соодветни надлежни органи кои постапиле согласно своите надлежности. Тоа е. Павлија, ние те невидливо, нема кој орган да го докаже. Тоа му е. Ајде, предлогот на Совче го ставам на гласање. Констатирам дека е усвоен. Одиме понатаму, Шемси. Предмет број 12, 29, 76. Пријавата од познат подносител. Во пријавата подносителот наведува дека договорот број 0374/13 до 25 јануари 2022 година за вработување на определено време на едно лице како посебен советник за координација на проекти во кабинетот на едно од министерствата. Во наводите се наведува дека по неколку наводи не спроведено согласно законот, како прво наведува дека е голема плата од 54.000 денари, второ наведува дека без соодветно работно искуство и од другото дека немат министерството нема обезбедено финансиски средства, односно нема од страна на Министерството за финансии и ни за некои други работи. Ние заради потврдување на наводите по предметот се обративме до тоа министерство, баравме информации за какво вработување се работи и тие во законскиот предвидениот рок ни доставиле целокупната документација за вработување, јавниот оглас дека имале обезбедено финансиски средства, во јавниот оглас
со број 01/2022 година се пријавиле 20 кандидати. Од 20 кандидати едниот ги исполнува условите, другиот не ги исполнува, односно овој што е вработен ги исполнува условите. Имало работно искуство. По сите тие наводи што се наведуваат, фактички ништо не е потврдено, така да предлогот ми е да се поставката да се запира заради непотврдување на наводите од пријавата и предметот да се архивира. Добро. Предлогот го ставам на гласање. Констатирам дека усвоен. Одиме понатаму. Мојот последен предмет 09-4105. Предметот се однесува редовната проверка на податоците од поднесените изјави за имотна состојба и интереси. Утврдено дека едно службено лице истовремено извршува две функции: член на совет и член на управен одбор. За наменување на состојбата известено лицето да излезе состојбата, изречен е прекршок. Лицето не извести дека поднел неотповиклива оставка од функцијата член на управниот одбор и дека ја платил глобата. Со што предмета да се затвори, бидејќи надмината е ситуацијата на судебен интерес. Добро. Предлогот го ставам на гласање. Констатираме дека е прифатен. Ајде, Нури. Уште два има? Уште по еден, да, ја имам еден. Два јас. И ја два. Два предмета. Добро. Последен. Предмет број 12, 51, 55. Предметот е оформен по пријава познат подносител. Во пријавата се изнесени наводи за кражба на документ од страна на лице за кое е посочено дека било работно ангажирано од страна на едно правно лице во приватна собственост и со изнесени наводи за неправилно постапување на банкарски службеник. Во пријавата подносителот наведува дека во 2005 година, кога бил работно ангажиран од страна на една приватна компанија, значи правно лице во приватна собственост, пополнил и поднел документ, чија содржина не е опишана во пријавата. Според наведеното во пријавата, документот бил предаден за понатамошно постапување на лице кое во тоа време имало работен ангажман во компанијата, пошто во подолг период подносителот се обратил до компанијата за да побара информација за документот, како што е изнесено во пријавата. Со оглед на тоа што бараната информација не ја добил, подносителот се сомнева дека документот бил украден од страна на лице на кое истиот бил предаден за натамошно постапување односно обработка. Дополнително подносителот укажува на постапување на вработен службеник во една експозитура на една банка, што наводите во овој случај не се јасни и пријавата е дополнувана. Прв пат беше доставена на англиски. Тој се изјасни дека е професор по англиски јазик, ја достави до кај нас на англиски, ние баравме да се преведува. И што да му кажеш на професор по англиски јазик, дека ние немаме надлежност ни спрема службено лице вработени во банката, ни во лица вработени во приватните фирми, а се однесува на случај од 2005 година. Предлагам пријавата да се отвори, предметот да се затвори. Предлогот на Нури, мон? За ненадлежност наша. Сакаше нешто да кажеш, Совче? Не, гласањето ми се вика од. Да. Значи предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека е усвоен.
Предмет број 12, 26, 32. Ова е предмет оформен врз основа на пријава доставена по електронска пошта од лице вработено во Министерство за информатичко општество и администрација со сомневања дека преносот на податоци со фирмата која што одржувала базата на податоци постојат елементи кои што може да создадат загуби во буџетот на Министерството, бидејќи податоците со кои што располага Министерството не биле предадени во форма каква што треба да биде читлива на За време. кое министерство ката? Информатичко општество. Аха. Во 21 година. Имено Знам. смениле операторот кој што ги одржува базите на системите и се сомнева дека може да ги оценуваат дека нема да им ги пренесат сите и целосно податоците од базите со кои што располага. Ние се обративме до нив за конкретни податоци и информации за што се однесува сето тоа, бидејќи ова беше така само како нафрлено, преписка по мејл адреси. И она што го добивме конечно во јули месец оваа година е дека сепак се води судски спор со фирмата која што ги одржува базите на податоци, ангажиран е судски вештак кој што има изработено стручно мислење и дека ангажиран е државниот правобранител за застапување на интересите на Министерството за информатичко општество и администрација. И во тој дел е констатирано дека договорот, како што е склучен, не предвидува никаква обврска за економскиот оператор дополнително нешто да испорача или да направи освен она што е предвидено со договорот, го констатираат како слабост во договорот и дека препорака е од државниот правобранител сето тоа на доброволна и на договорна основа да се издействува Министерството доколку смета дека базите се некомплетни, да ги побара од економскиот оператор на доброволна база да ги добијат сите тие податоци и информации. Бидејќи процесот е во тек, бидејќи стручни лица се ангажирани, вештаци, државниот правобранител, сметам дека ние немаме тука што повеќе да истражуваме, да испитуваме и да утврдуваме. Не се работи за постоење на коруптивни елементи како што е наведено во пријавата, така што предлагам постапувањето по овој предмет да запре. Добро. Предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека е усвоен. Уште еден предмет од сферата на судирот на интереси 09 163. Малце ќе го задржам вашето внимание затоа што од овој предмет и постапувањето што ќе предложам да се запре, ќе произлезат други мерки што треба да ги преземеме. Имено за што станува збор. Примена е пријава од познат подносител во која меѓу другото се дадени наводи за судир на интереси при спроведување на постапка за спогодбено преземање на работник во Државното средно училиште, уметничкото училиште Лазар Личеновски во Скопје. Постапувајќи по наведениот предмет, Државната комисија се обрати до средното училиште со барање податоци и информации во врска со наводите истакнати во пријавата, а со цел правилно утврдување на фактичка состојба. Од страна на училиштето беа доставени бараните податоци, информации и други релевантни документи за конкретниот предмет и од увидот во кои во корелација со одредбите од Законот за спречување на судир на интереси, државната корупција и судир на интереси, ДКСК го утврди следното. Лицето Грозданка лицето за кое станува збор во пријавата, претходно била вработена во Основно училиште Гоце Делчев во општина Илинден. Врз основа на член 44, став 1 од Законот за вработените во јавниот сектор, работодавците, Основното училиште од општина Илинден, представувано од директорот и лицето за кое станува збор и Државното училиште Средно Лазар Личеновски,
представувано од директорот, ја склучиле спогодба за преземање на работникот. И тоа во 11 месец 18 година. Таа спогодба е подпишана од директорот на средното училиште Лазар Личеновски од една страна и лицето што се презема од друга страна. Понатаму, врз основа на член 13 став 1, член 14 став 1, член 15 став 1, член 28 од Законот за работни односи и член 44 став 1 од Закон за вработените во јавниот сектор, директорот на Средното уметничко училиште Лазар Личеновски подпишал договор за вработување на неопределено време со како основ е спогодбата за преземање во втори месец 19 година со лицето што се презема. Наводите беа дека лицето што се презема и лицето што е директор во училиштето, во средното училиште каде што се презема работникот се сопрузи. Согласно член 76 став 3 од Закон за спречување корупција и судир на интереси, Државната комисија упати барање до директорот, именуваниот кој што ги подпишал договорите и спогодбата, со цел да достави изјава заверена на нотар во однос на тоа дали лицето што се презема е негово блиско лице согласно член 8 став 4 од Закон за спречување корупција и судир на интереси. Во 22 година на почетокот сме добиле изјава заверена на нотар дека преземеното лице и директорот се сопрузи. Понатаму се објаснува дека по упразнување на директорот сега ова го објаснува во контекст на тоа како е извршено преземање. Понатаму се објаснува дека по упразнување на работно место професор по предметно вајарство од страна на МОН била дадена сугестија ова работно место да се пополни со преземање на кадар што ги исполнува условите предвиден со актот за систематизација на работните места. Лицето кое е преземено ги исполнувало во целост тие услови и било преземено од основното училиште од општина Илинден. При ваква фактичка состојба, Државната комисија констатира дека лицето, директорот на средното училиште, во првиот случај во кој што не се иземал од учество во постапката за преземање на својата сопруга и подпишал спогодба за преземање од основното училиште во средното училиште, постапил спротивно на член 12 од Законот за спречување на корупција и судир на интереси, Законот за спречување на судир на интереси, бидејќи действието се случувало пред да се донесе новиот закон. Но и во стариот закон, кој важеше во времето кога е подпишана спогодбата, истата одредба е дека постапил спротивно на одредбите од тој закон. Но одредбите кои се однесуваат на иземањето, значи тој и тогаш и по стариот закон во делот на судирот на интереси не постапил согласно законот, не се иземал во постапката за преземање. Истите тие одредби се пресликани и во новиот закон и тоа во членот 75 став 1 од законот што е донесен во 19. Понатаму Државната комисија констатира дека лицето, директорот на средното училиште, спротивно на член 75 став 1 од Законот за спречување на корупција и судир на интереси, значи постапил спротивно, со што бидејќи не се иземал по постапката за преземање и подпишал договор за вработување на неопределено време врз основа на спогодба за преземање. И тоа втори месец 2019 година со лицето негова сопруга. Поради наведените причини, односно прикривање на постоење на приватен интерес од страна на службеното лице, ДКСК на ова седница предлагам да одлучи да се достави иницијатива за утврдување на одговорност на одговорното лице, директор на средното
уметничко училиште и до училишниот одбор и за истото да достави информација до Министерството за образование и наука. Оттаму сметам дека има основи да го запреме постапувањето, бидејќи констатиравме дека има судир на интереси, дека е постапено спротивно на нашиот закон и дека со изречените мерки, односно ова што предлагам да се изрече, има основи да го запреме нашето понатамошно постапување. А за постапувањето на надлежните институции, а тоа е училишниот одбор и реакцијата на Министерството за образование и наука, ќе се информираме понатаму кога ќе ги добиеме како такви. Инаку сега во оваа фаза има услови да го запреме постапувањето. Добро. Предлогот на СОВЧ го ставам на гласање. Констатирам дека предлогот е усвоен и уште не можам да се начудам до кај може да оди човекова во алчност. Сега не знам дали за истиот дел имаме уште 4-5 за уметничкото. Па тоа е. Ова е делот во судирот кај што го работевме. Да, имаше повеќе предмети. Мислам дека има и содржина која се однесува на работење за друго работење, материјално-финансиско. Од сите сектори. Да. Ајде идеме понатаму. Шемсе. Предмет број 12, 3682, доставена од познат подносител. Во пријавата подносителот изразува сомневање дека во врска со материјалите за учење за прво и четврто одделение, Министерството за образование и наука ги заобиколува процедурите утврдени во позитивните законски прописи со цел остварување на личен интерес. Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието се повикувале на концепцијата за основно образование, а во правниот промет на Република Северна Македонија важат законот за учебници за основно и средно образование и тој представувал лекс специјалис во однос на концепцијата за основно образование, која била донесена врз основа на решение на тогашниот министер за образование. Заради проверка на наводите, ние се обративме до Министерство за образование и Бирото за развој на образованието, за да си ги потврдиме, односно одбиеме наводите кои се искажани со пријавата. И во своите одговори институциите укажуваат дека системски закон со кој се уредува воспитно-образовниот процес, кој се остварува во основните училишта, како и дејноста на основното образование како дел од единствениот воспитно-образовен систем, е законот за основно образование. По членот 30 од Законот за основно образование уредено дека Министерството за образование на предлог на Бирото за развој ја утврдува концепцијата за основно образование и воспитание, врз основа на која се донесуваат наставни планови, наставни програми за основните образование. И понатака во нивните одговори и податоци што ми имат доставено, ги образложуваат во деталите концепцијата за основно образование и на крајот наведува дека при изготвување на материјалите за учење, Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието имале целосна стручна и финансиска поддршка од домашните и меѓународните организации, каде се наведува Светската банка, УНИЦЕФ, УСАИД, Фондација на отворено општество. Институциите исто така укажуваат дека концепцијата за основно образование представува обврска од системски закон со кој се уредува воспитно-образовниот процес, при што, согласно член 4 од овој закон, учебниците се изработувале според наставниот план и наставната програма за соодветното одделение, кои пак се изготвувале врз основа на концепцијата за основно образование.
Така да од сето погоре изнесеното од институциите утврдено дека предметите на наводи во случајот не се потврдени и предлагам предметот, поставката по овој предмет да се запира и предметот да се архивира. Извини, Шемси, уште една што беа наводите? Наводите беа дека Министерството за образование ги се ослонува врз концепцијата за основно образование, не согласно законот за основно и средно образование за изготвување на учебниците. И дека со тоа Министерството за образование го прекршиле законот заради придобивка на некои работи, но од податоците што не има доставено и Министерството за образование и Бирото за развој на образованието ги посочуваат сите детали што не ги изнесов заради Така. големи работи, нели во колегиум ги имаме изнесено. И на крајот фактички не се утврдени наводите во тоа, дека имала целосна поставка во тоа и давање согласности од владата и од министерствата и другите стручни лица и од надвор и од надрен. Добро, окей. Тоа е. Предлогот го ставам на гласање. Не се потврдени. Кој е за? Констатирам дека е усвоен. Горан нема, така? Немаш, Горан? Мислам рече дека... Немам веќе. Ајде, Нури. И Совче, ти немаш више, така? Јас немам предмет, но имам едно, како што се договоривме, да ги афирмираме институциите кога имаме ефект од нашето обраќање до нив, па тоа ќе го изложам само. Добро. Океј, предмет број 08 7057. Овој предмет е оформен по сопствена иницијатива за неподнесување анкетен лист по престанок на функција, член на управен одбор на јавна здравствена установа Центар за јавно здравје ВМС. По истиот предмет, значи што е оформен, изготвен е прекршачен платен налог за неподнесување анкетен лист по престанок на функцијата и од посоченото лице, односно членот, лицето кое се спомнува како член на овој орган, Славче Орданов, послатен по прекршочниот платен налог. Глобата е платена, така што обврската е исполнета на овој начин и предлагам поставката по овој предмет да се запира, предметот да се затвори архивот. Предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека предлогот е усвоен. И ова е последен предмет од мене, 12.1574, ќе бидам многу кратка. Ќе предложам пријавата да се отфрли од причина што за истата пријава, по истите настани, по истите редосед, фактички ние има веќе донесено одлука по овој предмет, веќе бил предмет на анализа, претходна пријава, донесена е одлука на 57-та седница одржана во декември 2021 година, зашто е донесена и одлука број 12.43.97. Поради тоа нема што повторно да одлучуваме. Па нема некој... за отфрлање гласање. Да. Добро, предлогот за отфрлање. Кој е за предлогот за отфрлање? Констатирам дека е прифатен. Ајде, Шемси. Еве јас... Извини, Сепче. Да. Значи, станува збор за одлука која сме ја донеле во почетокот на 22 година за отфрлање на пријава поднесена до нас, бидејќи сме констатирале дека станува збор за од содржината дека станува збор за надлежно постапување на Државниот инспекторат за животна средина, бидејќи се наведуваше дека одредени фирми им ги загадувале просторот околу нивните поседи. Со отфрлена кај нас пријавата, ние ја доставивме до надлежниот инспекторат за животна средина и можам да констатирам дека тие навистина веднаш и промптно ја завршиле својата работа, излегле на терен, извршен е увид, доставено ни е решението и констатирани се бројни прекршувања на законите од животната средина, дадени им се
се што треба се задолженија на фирмите кои што на тој простор ја загадувале водата и земјиштето, така да постигнате ефектот. Зборот беше дека ние се договоривме дека во вакви ситуации кога имаме ажурно постапување на надлежните органи, чија буквално надлежност е тоа, дека сме го постигнале ефектот независно што нас странките не се обратиле како на ненадлежен орган. Но задоволството е дека веднаш е излезено, издадено решение, задолжение и така натаму. Мислам дека треба вака често да ги афирмираме. Еве и КТЦ и вчера имавме исто така задоволство да констатираме. А бројот не ти го кажав. Бројот не го кажав, да, сега веднаш. Бројот е 12 1561, а одговорот е заведен 12 13 53. Не се поврзани. Ова е само информативно, немаме што гласи. Нема што. Да. Само информативно го приклучуваме. Дај Боже поише вакви информации да кажуваме за институциите дека завршиле работата за која што се надлежни. Така е. Така. Ајде идеме понатака. Предмет број. Што е? Предмет број 12 1709. Пријавата е од познат подносител. Во пријавата подносител изнесува општи наводи за непостапување на повеќе институции во врска со исполнувањето на индивидуални права поврзани со определувањето на право на собственост на недвижен имот на територијата на општина Кичево, за што биле спроведени постапки во повеќе институции. Во истата без да бидат посочени конкретни действија на службени лица и без прецизно наведување на конкретни постапки, изнесени се општи наводи за несоодветно постапување на народен правобранител, за погрешно спроведената постапка за приватизација како резултат на несоодветна, односно погрешна евиденција во катастарот на недвижности, за погрешно спроведена постапка за легализација и за неетичко поведение на судија. Во пријавата е посочено дека за предметното прашање постапиле повеќе органи, меѓу кои и Одделението за имотно-правни работи, Комисија за одлучување во втор степен и Управен суд, и во истата изразено е незадоволство, некомпетентноста и нестручноста во рамките на институциите кои постапиле, така да предлогот е да се отфрли заради тоа што се работи за индивидуално право, се работи за предмет за кој постапиле другите органи надлежни за постапување, така да предлогот е предметот постапката, односно пријавата да се отфрли заради ненадлежни и другите органи постапили до сега. Добро. Предлогот го ставам на гласање. Констатирам дека е усвоен. И толку или имаме уште? Толку. Крај. Добро, ви благодарам на сите. Идно, ако имате новинарско прашање за крај, Така. да им оставиме на нив. Значи сега има простор за новинарите, доколку имат нешто да прашат, нека повелат. Ако немаат, тоа е тоа, се гледаме на наредната седница. Благовремено ќе известиме кога. Ајде, чао. Една.